Исус. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Браво, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Сотрудници, по Исус сме победници. Маки болест, проклества, поднозе се Исусови. Да ја слушнеме новата песна, па ќе влеземе за слава Исусово. Ја победи и вечен живот ни подари. По моето срце, Исусе, направи си сокровиште, со крвта своја ме откупи, дух на љубов накалеми. Верувам во Исус Христос, мојот Бог и Спасител, Те суна, љубен татко, мојот вечен родител. Неселен сум, освецелив, Исусе, ме возлюби. Мојни живеј, моето срце, небена се прослави. Верувам во Исус Христос, мојот Бог и Спасител, безумна, љубен татко, мојот вечен родител. Исцелен сум, освецелив, Исусе, ме возлюби. Мојни живеј, моето срце, да се прославиш. По секое срце Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Татко наш, што не собираш во Твојата вечна љубов, што го отвараш небото, што излеваш сила небесна, пламенен дух во нашите срца. Ние доаѓаме како деца кај родителот да ти кажеме: Татко, Твоите деца повикуваат кон Тебе. Веруваме во Твојот единороден Син, Господ Исус Христос, кој плати за нашите гревови, го испрати да слезе на земјата, да го распнат, да ја пролее својата крв, да не откупи од канџите на сатаната и живот вечен да ни подари. И ние доаѓаме и денеска, собрани сме, Господе Исусе Христе, во Твоето име и ја бараме силата Твоја во секое срце, да слезе силата Твоја, да слезе мечот на Духот, жив збор, животодавно слово, кое ќе ги раскине сите пранги што сатаната ги фрлил врз секоја душа, врз секој сотрудник. Ние сакаме, Господи Исусе Христе, да не облее Твојата сила, да потече жива река од секоја утроба и заедно со Тебе во еден дух, една љубов, една сила со Тебе од десната страна, облечени во сето оружје Божјо, да кажеме: бегај од нас, сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Секој демон, демонско влијание, зли души, маги, проклетства, секоја болка, болест и страдање, надвор од заедницата да замине веднаш. Тоа е заповед на молитвена војска. Не отстапуваме, мораш да послушаш. Со раката Божја, со прстот Божји го изгонуваме сатаната и сите демони на мисли, чувства, желби кои не врзуваат за овој поразен и умрен свет, за да може Духот Твој да не ослободи, да ја примиме силата Твоја, Господе Исусе Христе, вечен Татко наш, да можеме да кажеме не за сатаната и смртта,
да за Исуса Христа во моето срце. Дојди, Господе Исусе Христе, насели се во мене, направи жива вода да потече од утробата моја, да бидам светлината Твоја и солта на земјата, да можам да победувам со Твојата љубов, да работам за Царството Божјо, богоугодна жртва, жив камен во Твојата заедница, една единствена, на Семокниот Отец, молитвена војска сотрудници, собрани во љубовта Исусова, кои ќе го кренат знамето на победата на Господ Исус Христос од земјата до небесата. Амин. Во името на Господ Исус Христос го врзуваме секој демон, демонско влијание, зли души, магии, проклетства, ги изгонуваме и им забрануваме да се вратат. Секој демон, демонско влијание, злосила или било кое зло да замине веднаш. Тоа е заповед на молитвена војска од Исусова. Не отстапуваме. Крвта Твоја свето положуваме врз целата заедница. Јас те молам да ги отвориш срцата, душите, умот, да разбереме со срцето, да се покаеме, да бидеме исцелени во свет целив, непривремено, да можеме да се задржиме и одржиме, да можеме да бидеме војската Твоја, децата на Семокниот Татко, молитвени војници Исусови, кои го даваат животот свој за браќата. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што излеваш песни, што правиш исцелувања и чуда, што не собираш во Твојата љубов и што ги излеваш овие поуки кои доаѓаат во духот Твој. Да не мисли некој дека се од мене или дека се од човек. Доаѓаат во духот Твој и се поука за секој еден од нас. Најпрвин за мене, како сад на Исуса Христа, дете на Таткото Небесен, најмал од најмалите, ако некој сака да биде прв, нека ви биде слуга, како што вели Господ Исус Христос. Приказната почнува од тука кога го напуштам Исус или кога го напуштам Исус и правам прељуба со светот. Ова се некои прашања кои сме ги зборувале, но отвораат, како да каже, како што би рекла Марика, нови можности, сатанска стратегија, како да те свлечка и зошто јас го оставам Исус најсетне и му служам, му се поклонувам на светот. Овој свет кој се ветви, кој се изветвува, кој е смртен, кој е долина на сенка смртна, иако ви изгледа дека е убав, се гледа дека се распаѓа, барем ние што сме од една друга генерација го сеќаваме тоа распаѓање на се околу нас. Значи си се стремам јас кон своето, а го оставам неговото Исусовото. Ќе обработиме неколку примери. Беше еден сотрудник, ја напушти групата, имаше сведоштво, чуда, исцелувања, а сепак замина. Видете, сатаната е лукав. Духот на овој свет действува преку мисла, желба, идеја, поврзаност, емотивна поврзаност, душевна. Те откинува како лист гранка од лозата, кога ќе скршиш гранка од лозата или од било кое дрво, бргу се суши, и ти од еден Исусов сотрудник се враќаш, каде се враќаш, онако имаме метафората на песот и свињите и блуеницата, во друштвото на мртвите христијани. Имаше еден филм Друштво на мртви поети, па тој актерот почина, зашто се наполни со демони, со туги мисли и така натаму. Значи, друштво на смртните верници, кои се уште во смртната природа, во законот на распадливоста и смртта. Значи, не си му го дал срцето вистински на Исуса, значи ако тој живеел во тебе, или си го избркал, си го примил па си го избркал, што е невозможно, ако дојде Исус во твоето срце, ти нема да сакаш повеќе да се враќаш во светот, ви го гарантирам тоа. Не си го примил вистински во срцето, се вратил духот на овој свет во тебе, дух на овој свет има кој не го гледаме, да владее, да управува со тебе и ти си заробен, ти тогаш му служиш на светот. Правиш прељубодејство. Исто така имавме уште една друга сотрудничка, замина од заедницата и заглави во греф и блудство, да не ви раскажувам сега пикантерии, што може да направи човек кој бил христијанин, да прави видлив греф, кој го знаат сите. Се молам јас на Исус, им велам, вратете се во групата, вклучете се да се молиме, да излезете од тоа што се молиме ние на Исус,
им велам да се вратат во Исусовата војска молитвена, ќе размислам, знам јас, и така е тоа, кога ќе почне да се гасне твојот распламтен дух од таа првична еуфорија, дека си го запознал Исус, до моментот си дознал за Исус, до моментот додека вистински му го дадеш срцето, се случува битка внатре во тебе, и тоа е главна, некоја друга идна тема која ќе треба да ја обработиме. Тој вели, по делата ќе ги познаете, како живееш, ќе видиш како тој живее исто и како и светот, и така натаму. Нели, пишано е. Друг имаме случај, не сакаш да се промениш, знае, доаѓа тука, знае, почнува да цитира, да подучува, не прифаќа учење. Видите, ние го имаме тоа категории, сме ги зборувале, пак ќе ги повториме, категории на христијански сотрудник е ученик да учи, што да учиш, па да љубиш духовните закони, како да ги живееш, и да бидеш син Божи кога го води Духот Божи, научил во светот, доаѓа да кажува. Во светот има надпревар на суети, кој повеќе знае, кој повеќе техники знае, кој повеќе може да направи некој чуда, да се чудиме ние, да му се поклониме нему наместо на Исус Христос. Значи, во телесните цркви, кај си научил на социјалните мрежи, и тоа не ќе да се промени, и тоа е таа граница каде тој брзо ќе ја дувне, зашто не може да издржи. Имаме друг пример, не сака да сведочи заради врски со светот, ова сме го повторувале, пак ќе го поминеме, заради некоја телесна поврзаност. Тоа е таа чувствена, емотивна поврзаност на традиција, на нешто наше, на јас си имам свое и така натаму. Исус се трга, настрана, тргни се ти малку, Исусе, сега не ми требаш, кој ќе ми биде тешко, јас ќе викнам некој да се моли, ќе плачам, па пак ќе си се вратам ја во светот да си живеам. Значи, кога ми треба Исус, е како келнер. Келнер, дојди вамо, Исус, една молитва, сега на брзинка, ако може. Знаете, имаме такви примери. Значи, има сведоштво, ама не му дава. Не може Исус да се прослави во него. Ако Исус не се прославува, ти немаш сила, не добиваш сила, како да го објасниме тоа, и ти остануваш во таа телесна црква на распадливост, распадливи христијани, друштво на распадливи, на смртни христијани, немокни, неспособни, не знаат за Исус, знаат во умот, срцето не им работи. Друг случај, мајка и син, синот е во затвор. Биле кај нас, јас сум го заборавил, настанат Манде ми кажува што сме рекле тогаш, ако не продолжиш овде ќе биде лошо. Завршил, има духовен отец во некоја телесна зграда црква, завршува во затвор заради 3 точки. Видете, тоа се тие состојби, луѓето не разбираат, луѓето заминуваат заради духовна владење во нив. Кој ги владее, тој дух бега од Исус во светот, бегаш во светот, зашто ти си со тој дух, како и другите, и затоа ти е страв овде, или ќе те изгони тој дух што ставил котва негде, те држи со некое чувство, мисла и поврзаност, да те врати назад. Друг сотрудник замина, го извлекол некој роднина заради тоа и тоа, исплашена од ова, од тоа. Видете, секогаш имаме таква состојба, ние се чудиме што се случува. Одиме уште еден друг случај, синот во затвор, друга состојба. Дојде еднаш, верче ја донесе, се молеле, дојде, разговаравме и посветивме доста време и кажавме се, барем да не ми е жал, и не доаѓа веќе. Видете, тоа се тие состојби. Дато викаме онај кога навреме се молиш, се сеќавате минатиот пат што зборувавме, нема да поминеш низ тие страдања, духовно исцелување, духовно, не телесно е овој малку посложен процес, ослободување, е процес внатрешен. Не е тоа на брзинка, или, например, некој твој дете, роднина, прави тоа, пие се, коцка, краде се, тепа го малтретира семејството. Мораш да примениш сила, духовна сила, да се спротиставиш на тоа, за да не му служиш на светот и да ти го троши времето. Друг случај, не излегува заради нешто, му се налутил на Господ, не сака молитви. Знаете, тој момент кога на луѓето ќе им речеш дојди на молитва, пазете, не е тоа таа молитва оддалеку, доаѓаш, застануваш на свето место, како што пишува таму, кога е некој болен, нека ги повика старешините, слегува духот и ти имаш точно духовна диагноза, духовна крвна слика, духовен дамар, притисок, што треба да се промени.
тој кажува што треба и како треба, и од тука ти или ќе го направиш тоа, или ќе останеш во мислите и ќе те свлечка духот на овој свет назад. Тоа се сети, кажи, души завладеани од ѓаволот, кои бегаат, не доаѓаат. Кој ве молам, исклучете го микрофонот, кој се вклучува, слава ти Господ. Звезде? Океј. Имаме друг сега случај и од Германија, излезе, заврши од тотален блуд. Знаете што да каже човек, како можеш од христијанство да отидеш таму? Например, исто го извлекоа заради некој таму, завршен на апчиња за смирување. Денеска пак ќе дојдеме, ако телото е болно, ќе го лечиш со телесни доктори, но ако душата, односно духот е скршен, тие ќе ти даваат апчиња и ќе те направат билка, духот може да го возобнови само духот Исусов и така натаму. Тоа се тие состојби. Имавме друг случај, пие, доаѓа, се враќа, прави инцидент, не се извинува, го враќаш, пак прави инцидент. Не можеш човеку така да се однесуваш. Најнакрај има Божи закон, син ја убедува мајката да не се молиме, да не доаѓа и така натаму. Тоа е цел еден список на состојби. Имаме дете го ја малтретира цело семејство, демонизирана, не е важно, не знаат што да прават. Јас им објаснувам, треба еден од родителите да дојде да примиш сила и да можеш да кажеш марш бре Сатан. Инаку ќе ве малтретира и ќе му служите на сатаната целиот живот ќе ви пројде. Нели? И духот на овој паднат свет ќе ја заврши работата. Значи мајката треба да прими сила или таткото како родител, имаат авторитет бидејќи се поврзани душевно, емотивно, телесно, како да кажам. Забрана и одбивање на молитви, служби, заедништво е духот на овој паднат ѓаволски свет. Тоа е сето тоа, луѓето кога не доаѓаат. Треба да му речеш на тој не за сатаната и смртта, да за Исуса Христа. Тоа е дејство во сила спротивставување на сатанскиот дух и одлука во дејство на Исус Христос. Мораш да дејствуваш. Не можеш да оставиш да не употребуваш духовната сила. Значи, доаѓање во живо на службите нема да може да поднесе никаков демонски дух. По извесен период или ќе избега, или ќе распука и затоа луѓето не доаѓаат. Зошто мислите дека не доаѓаат, па и на молитви? Имаме такво. Имаме една жена, доаѓа, ја гледаш дека е комплетно потемнета, завршува службата е осветлена. Ако продолжи да доаѓа, ќе се исчисти комплетно. Мораш да се ослободиш од духот на овој свет. Тоа се чувства, мисли, желби со светот. Остави се земно е стихот. Ама тој понатаму ќе го преботува. Се земно остави. Не значи да не го сакаш, остави го. Ако јас остане во старата состојба, никогаш нема да дојдев до службата. Јас сум оставил некои работи. Што? Тоа што ме влечело назад, но јас знам дека тие не се оставени. Мојот татко се грижи за се. И се годиме така, значи ако доаѓаш трајно, паднатиот дух ќе се замени со свети дух. Мораш да доаѓаш. Вие сите сега ќе почнете да ве повлече духот. Вие добивате сила во сотрудници. Овде излева Таткото Небесен. Ова е извор кој блика, треба да дојдеш да се напиеш, па да продолжиш и ако сакаш, го изгладиш односот, работиш, станеш едно тело, ќе примиш служба и ќе работиш за Господ Исус Христос. Знаете, имаш таков дух на возгордејување, знам јас пред толку години сум христијанин, па пророчки дух, знам јас ова, знам јас она, тоа е најопасна ситуација. Фарисејски ти се занесуваш, мислиш дека си на се, а се уште гледаш дека си во пораз. Такви сме виделе многу. Сега он нешто пророкува или кажува, на било кој гатач и бајач да отидеш ќе ти каже 60% тоа. Што се случило вчера, денес, тоа е духовен свет, врзане со некој демон и знае. Он не знае друго. Не ја знае силата кој ќе ја види, ќе ја дувне, како што му рече Павле, духу гатачки излези, марш бре Сатана и мрш и готово. Точка, толку се треба. Одиме понатаму. Значи, треба да дојде, они бегаат, не доаѓаат, кога се покаже силата, значи ги владее друг дух, ги спречува да доаѓаат кај Исус, да сведочат за Него, да се претопат и преплават во Него. Да се преплавиш во Него.
тебе тогаш не може никој да те поробува. Каде што е Духов Исусов, таму има што? Независна република христијанство. Слобода има. Од што? Од гревот и од сатаната. Тука е разликата меѓу жената и девојката. Што сме ние? Немажената жена се грижи за Господ. Ние треба да видиме тоа, ова е метафора. Господови работи како да му угоди на Исус, на Господ, за да биде света со телото и со духот, а мажената се грижи за световни работи. Она си се грижи. Пази. Како да му угоди на мажот? 1 Коринјаните 7:32. Ние мора да бидеме немажена жена. Условно кажано, телесен верник е жена. Условно, не значи да не ги сакаш. Одиме понатаму, апостол Павле. За слабите станав слаб, за да ги придобијам слабите. За сите станав сета на некаков начин да спасам некој од нив. Ова го правам поради Евангелието. Ова го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник во него. 1 Коринјаните 9:19-23. Дали ние сотрудници постапуваме поради Евангелието или по телесни причини? Дали сакаме да бидеме соучесници, сотрудници во Евангелието? Еве друг стих. И го чув гласот на Господа кој рече: кого да испратам, кој ќе отиде заради нас? А јас реков: еве ме мене, испрати ме мене, татко мој. Исаија 6:8. Ајде ти ходи таму сега. Оди таму кај мајка Станка вчера, порака да ја видела денеска, ти се јави да се молиш таму, имаш упат, ургентен центар. Дали ти велиш така сотруднику? Дали ти велиш така сотруднику, испрати ме мене? А јас реков: се додека не влезам во Божјото светилиште, гледајте го овој стих, и не го разбрав нивниот крај. Зошто они прават зло, ништо не им се случува, нивниот крај, нели? Како ненадејно исчезнаа, загинаа поради своето беззаконие, зашто срцето мое се разгоре и утробата моја се измени. Јас не сум повеќе стариот човек, почнувам да гледам во духот. Псалм 72:17-21. Одиме уште понатаму, но не нив Бог ги избра и не ним им го откри патот на премудроста. Тие загинаа затоа што немаа мудрост. Мудрост не наша човечка, негова. Бараш водство, бараш мудрост бараш како да постапуваш. Не постапуваш од себе си. Изгинаа во своето безумие. Варух 3:7-28. Тоа значи не е покорна секоја мисла на Господ Исус Христос, како што пишува тука. Идеме сега вака да прочитаме некои стихови. Плаче Ремин 2:27-32. Гледајте ги овие стихови. Велејки му на дрвото: ти си мој татко. Што е тоа? На каменот ти ме роди, градби, цркви, фрески, икони, зашто тие свртеа кон мене грб, а не лице. Му вртиш грб на Господ, за време на своето озлобување ќе речат: каде е Господ, стани и спаси ме. Каде се пак? Господ им вели: твоите богови што ти ги направи, ги изгради, нека станат тие ако можат да те спасат. И види што вели: о Јудо, пишете, о Македонио, толку богови имаш, колку што имаш градови. Секој град си има свој свете, своја правда, своји традиции, си се фалат они, слават се и се што. И вели: зошто не се оправдуваш со мене? Сите вие постапувате нечесно и грешите против мене. Ти кога не си во единство со Таткото Небесен Исус и живееш свој живот, напразно ги поразував децата ваши, гревот се пренесува, нели учевме тоа од татковците на децата, не се уплашивте. Видете што им вели Господ: бевте ли вие пустиња неплодна, ве оставив ли гладни, а вие велите: ние сме си сами господари на себе. Ете, тука е проблемот. Нема повеќе да дојдеме при тебе. Јас имам свое време. Ова е сосема спротивно. Господ, она именка што е позната, значи господар. Нему му се враќаш во собственост, тој те владее. Мојот народ ме заборави веќе безбројни дни. Значи, кога действуваш во Исус без Дух Свети, ти си во таа состојба. Одиме сега, читаме Ефесјаните 6:1. Интересни се овие стихови, зашто ќе ни отворат една посебна
состојба, Ефесијаните. Вие деца, бидете им послушни на родителите своји, ова е важно, сме го зборувале повеќе, во името на Господ, тоа е Исус Христос, зашто тоа е справедливо. Почитувај го татко си и мајка си, тоа е прва заповед советување, за да те биде добро и да живееш долго на земјата. Овој закон не се менува, било што да прави таткото, мајката, мораш да му простиш, да го почитуваш, инаку нема да биде добро. Вие татковците не дразнете ги децата своји, воспитувајте ги во науката. Дали ние ги воспитуваме во Исус Христос или не, доцна е веќе, треба да се фати од почеток. Општеството не ги воспитува, тоа е сатанско, цел систем. Никој не учи од мали нозе за Исус Христос, ќе наполниш 50 години, ти доаѓа, ти стежнува, па ќе плачеш таму, ќе се секираш на молитви, ќе бараш спас. Некои и тогаш не бараат, се враќаат на другото. Вие слугите бидете им послушни на вашите господари. Ние сме слуги чии? На светот или на Господ Семокниот Татко? И се што работиме, да работиме во страф и трепет, во едноставно срце, чисто срце во Христа Исуса, не со слугување за очи како човечки угодници, како Христови слуги. Еве га суштината. Христов слуга, дали сум јас Христов слуга, да ја извршувам волјата таткова од срце, не мојата. Христов слуга, волја таткова од срце, ја бараш неговата волја, се прилагодуваш, се порамнуваш со тоа, инаку ништо од тоа нема да биде. Нема да се измени волјата негова заради твојата волја и ти ќе поминеш фаза на страдања. Послушност, деца, родители, доаѓаме до прашањето кој е мојот вистински родител? Кој е мојот татко вистински? Кој ми дал сила, живот, здив и се? Кој ме создал, кој ме родил? Телесен човек ме создал или Отецот на духовите кој создаде се? Он го дава и зема животот. Ова се важни прашања. Одиме понатаму. Господи, во Твое име и демоните ни се покоруваат. Одиме сега Лука, да видиме тоа со демоните, интересно. И тука имаме пад на многу христијани. Зашто не можат они да разберат некој состојби. Чекова Еремија, ајде Лука, кај си другарче, еве си, слава ти Господи Исусе Христе. Се вратија пак 70-те со радост, негови ученици, значи Лука 10, 17, 20, и велеа, Господи, на Исус му велат, во Твое име и бесовите ни се покоруваат. Изгонуваат демони, а он им рече, го видов сатаната дека падна од небото како молња. Слушнете ја која е силата сатанска. Молња е тоа кој ќе удри, пустош ќе направи. Еве, Исус им вели, ви давам власт да газите на змии и на скорпии и на секаква непријателска сила. Ако сте дел од сотрудниците, ако пиете од оваа вода од изворот, ако останете во Словото, ако сте тука, ја имате власта и силата. И ништо нема да ви напакости, да ве повреди. Ама гледајте што вели понатаму. Не се радувајте на тоа дека духовите ви се покоруваат. Гледајте го овој стих. Радувајте се што се имињата ваши напишани на небесата. Кои се тие? Па сотрудници чии имиња се запишани на небесата. Кога тие го прават тоа затоа што им е интересно во првиот налет на радост, молам, исцелувам, се случува, им го кажува ова. Основно е да работиш и да го шириш Евангелието, кога ќе дојдеш до таа состојба, поинаку ќе се однесуваш. И тука паѓаат многу христијани, ќе остави се и ќе тргне да исцелува по своја волја. Треба човекот да го донесеш пред Исус, па после да се почне тој процес. Дали се радуваме и сме сотрудници или ги арчиме времето по светот, читаме 1 Јован 5:1-5, да го завршиме овој цел циклус. Слава ти Господи Исусе Христе. Ајде Јоване. И видов друг ангел како лета посреде небото. Можете ли вие да замислите ангел, да видите да се затресе све, кој имаше вечно Евангелие? Вечно Евангелие, ова е оваа книга, тоа е тоа. За да им благовести, тоа треба ние да правиме на жителите земни, тие што се паднати во друг дух, на секое племе,
колено, јазик и народ. Тука, например, грците, бугарите, няма македонци, охи, гледате дека е сатанско. На секое племе, колена, јазик и народ, не си ги создал ти племињата сатаном еден. Тој зборуваше со висок глас: бојте се од Бога, подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд, кој ги создал. Поклонете му се на оној, кому му се поклонувам јас, кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори, и овој извор на жива вода кој се излева додека ние зборуваме. Дали јас го победувам светот? Доаѓаме понатаму, а ја го исчитав ова од Јован Богослов крајот. Па, окей, погрешка, добро, ќе се вратиме таму понатаму. Одиме сега 1 Јован 5:1-5, го исчитав крајниот стих, малку прерипаме, добро, духот нека ме води. Слава ти Господи Исусе Христе. Еве го од Јован што требаше да ви го прочитам. Секој кој верува дека Исус е Христос, верувам ли јас, од Бога е роден. Секој кој го сака оној кој родил, го сака и оној кој е роден од него. Видете, овде вели роден од него, не вели роден од телесни родители. Значи, кој е мојот татко? По тоа познаваме дека ги сакаме чедата Божји, кога го сакаме Бога и ги пазиме неговите заповеди. Дозволувам Духот да ми помогне да ги исполнувам, бидејќи љубовта се состои кон Бога, да ги пазиме неговите заповеди. Ова е тој стих. Кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Син Божји? Секој кој е роден од Бога го победува светот, и ова е победата што го победи светот, верата наша. Значи, дали јас го победувам светот или светот мене ме победува, е прашањето. Павле, велите што вели, јас со драго срце ќе се жртвувам, ќе се жртвувам и себе си за вашите души, иако јас премногу ве љубам, вие помалку ме љубите. Тоа е говорот на Таткото Небесен. Тој се жртвува, веќе го даде својот син, 2 Коринтијаните 12:15. Ние имаме љубов на рат и помалку ни снемува љубов, но ангелов Господов, гледате го овој стих, пак се тргна и застана на тесно место, каде што немаше каде да се скршне ни надесно ни налево. Тоа ќе биде за нас, кога ќе немаме веќе време ни надесно ни налево. Нели, на тесно место. 4 Мојсеева 22-26. Каде ние ќе скршнеме? Кога ќе дојде ангелот, вестителот. Еве уште, Бог не е човек та да се колеба, ниту е син човечки та да се изменува. Што ќе каже па да не изврши, или што ќе рече да не биде така? Пишано е и речено е. Ние треба да се прилагодиме на неговата волја. Затоа вели 4 Мојсеева 23:19. И му рече Исус на Симон, ова е исто порака за нас: не плаши се, Симоне. Симон беше сотрудник. Од сега ќе ловиш луѓе. Лука 5:10. Дали јас ловам луѓе за Исус или сум роб уловен од светот заради некоја состојба? И му служам, ми го краде времето, силата. Одиме цитат: не изостанувајќи од собранијата како што некои имаат обичај, зашто тука примаш сила, се чистиш, туку да се поучуваме едни со други. Ова е исто важно, по толку повеќе доколку гледаме дека се приближува судниот ден. Може би утре ќе нема веќе време. Ова често го кажуваме, не знаеме ние колку е так. Отиде еден друг, отиде Евреите 10:25, да се прочита еден паралипомен, одиме и тоа, и после доаѓаме ова претходно што го почита погрешка. Слава ти Господи Исусе Христе. Видете што вели овде? Зашто тие од срце се жртвуваа за Господ. Давид се радуваше, од срце се жртвуваа. Благословен си Господе од секогаш за секогаш. Твое е величието, силата, славата, победата, блесокот, се што е на небото, на земјата. Твое е, Господи. Ти стоиш над се како владител. Овде има други владетели, владичици, вакви, седржители, ракви. Од Тебе е богатството и славата, Тој ни дава се. Ти владееш над се, во Твојата рака е силата и цврстината, во Твојата власт е да кренеш и да зацврстиш се. Те славиме Тебе. Што слава тоа ни овде се и се што? Да сум одел во црква на некои таму драмолетки, каде што тие слават
друг некој кој го родил и други некој други, тоа е друго евангелие, тоа е идолопоклонство. Идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Нели така и натаму? И вика, зашто ние сме тугинци, 15-тиот стих, пред тебе и придојдени, како и сите наши татковци на земјава, збори, нашите дни се како сенка на земјата и нема ништо трајно на земјата, тоа е таа состојба. Се враќаме сега овде. Кога го напуштам Исус и се предавам и ме потопува светот, кога? Кога одам по две точки, ќе почнеме од некои најобични работи, бајачи, оџи, разни техники, лекари, земни цркви, кога не сведочам, не доаѓам на собранија, се срамам, се плашам од Исус, додете што сакате. Кога не сакам да оставам се земно и да врвам, да се предадам, препуштам на водство, да се претопам во Исус Христос, да бидам дел од вечната љубов, не љубов, чувство, и доаѓаме до прашањата за кого живеам, кој ме создал, каде одам, кој ме родил. Те сакам, Господ, раскрсница е вечна љубов или распадливост и смрт, Исус или светот. Ајде со труднику и исчекори во љубов, секој од нас носи одлука, вади го мечот на духот и речи не за светот, не за ѓаволот и смртта и сето тоа друго таму што те врзува. Да, за Исуса Христа, но не само збор, треба и дејство. За крај, пазар во Неапори овде, црквата тезга продава, сосед сите таму што продава, и кончиња, дрембули, не знам што продава, прости им татко, не знаат што прават. Се сеќавате продавачи на гулаби, именувачи на пари. Исус дојде им ги растури и им рече, мојот дом го направивте разбойничка пештера. Чии деца се тие? Продаваат на пазар. Пазете, вера, нашата вера, во вера, од болница ми се јавува некој стих да и толку, слава ти Господ Исусе Христе, и доаѓаме до тој браќа, во името на Божјото милосрдие, вера која порасна во вера, ве молам, подајте ги телата ваши, исто ова што треба да го проповедаме, во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, со овој свет, преобразете се преобразувам. Римјаните 12:1-2, друг препев, не сообразувајте се со световните луѓе, туку допуштете Исус одвнатре да ве преобрази, така што тој ќе го промени начинот на кој размислувате, живеете, дејствувате, љубите. Ова сме го зборувале. Тоа значи не живеам јас повеќе за себе. Моето тело е храм на Духот Свети. Работам, светам, горам за Царството Божјо и победувам. Татко, победата е во Исус Христос. За кого и за што живеам, славам, љубам и служам? Дали го победувам светот? Имам ли сила? Или доаѓаме сега во 1 Јован 4:4, дали тој што е во мене е поголем од тој што е надвор од мене, како што пишува овде, а ова слово не се менува, тоа е вечно евангелие. Дали тој што е во мене е поголем од тој што е надвор од мене? Или не. Како може тогаш јас да му служам на светот? Ќе му речам не на светот во името на Господ Исус Христос. Тој што е во мене е посилен. Тогаш тој што е во мене не е во мене. И тогаш јас сум само во онаа фаза, си дознал за Исус и битката е внатре во тебе. Како што Стојан Герасимов, македонецот од Пиринска, ти не сваќаш дека се бориш со кој? Со Духот на Всемогниот Отец. Со Исус се бориш и со Отецот во тебе. Тие се борат за твојата душа, а ти ќе им речеш, не, јас имам работа таму. Брат ми, жена ми, сестра ми, работата, партијата, државата, не знам што, традицијата. Сето тоа е смрт. Тој што е во мене е вечната љубов. И јас ќе останам во вечната љубов,
Ете, тоа е поуката, сотрудници. Затоа немојте да му се поклонувате на светот. Кажете не за сатаната и смртта, не за светот, да за Исуса Христа. И не го напуштам Исус и правам прелюба со светот. Останувам во Исус, што и да се случува. Ах, колку си не возлюбил, Татко небесен. Ти благодариме за се, ќе пуштиме една песна, па ќе видиме како ќе не води Духот. И од ништо не стравувам, викнете силно, сотрудници, по Исус сме победници. Маги болест, проклества, подносе се Исусови, со смртта ја победи и вечен живот ни подари. По моето срце, Исусе, направи си сокровиште, со крвта своја ме откупи, дух на љубов накалеми. Верувам во Исус Христос, мојот Бог и Спасител. Татко. Во срце ли, Исусе, ме возлюби, дојди живеј во моето срце, себе да се прославиш. Верувам во Исус Христос, мојот Бог и Спасител. Љуба, Татко. Исусе, ме возлюби, дојди живеј во моето срце, себе да се прославиш. Слава ти, Господи, се вера, тука си?